Sve što ste zemale na ovoj smetke, vratite na ovo. Alex, what's going on? I'm leaving, Laura. Што е на вама? Мала е, ќе дојде памет кој ќе се фатат за онаа работа. Не сум гладна. Нели се договоривме дека нема повеќе диета? Ти така рече. Со банка. Мама, тато и кажа на банката дека многу ја сака. Те бара вчера 3 пати на мобилен. Не крена. Имав работа, денот ми беше хаос. И мене ми беше хаос. Без тебе. Може почекате. Рецепционерката. Да, Убава е. најубавата ја одбрав. Не сакам гостите да се загледуваат во неа, туку во интериерот. Не вложивме милиони за да покажеме нешто што може да го има секој пилјар. Испратете ја. Каде? Со такси дома. Почуваме телото. Нешто да свиткате и за по дома. Бати Джона. Ова е братви. Виски? Не пием. Паметно. Макар што некојаш е подобро човек да се опие. Особено ако има жена која што престанала да биде жена. За една недела ти истекува 6-месечниот договор. Да. Па нема да има друг. Тоа е. Криза, војни. Сите институции кратат од своите буџети. Но, од денес вратиме нова страница. Се што сме пропуштиле, ќе надополниме. Во врска со вашето враќање на работа, за се имаме договорено со господинот Павлевски. За се. Колешки му? А пријатно? Црнецов е Дизел, Дени. Вашингтон. Гловер. Тој Црнецот има уште недела дена до пензија. 5 дена има. Тисо, не ме заебавај, пишува на гајбац. Опа, нови цени, а? Инфлација. Бил 9 години во затвор. Еднаш го прашал зошто. Будала ми вели, си убив себе си, па отидов да си одлежам казната. Замисли. Нема проблем. Што нема проблем? Нема проблем, жал. Шабан, боле да не ти кажем што си било претходен живот. Али у будуче ми вика сигурно ќе бидеш премиер. We trust. In money we believe. Јас сум Лиле. Комшивката од доле. Дамјан. Што направим? Панма. Не постојат вицеви за глупи цајкани. Све е вистина.
На кирилица или на латиница? На кирилица, дечко, на Трудни се, бе, кирилица. гледаш дека помислам. Тој ја бутна. Па тоа ти е словенац. Остави телефонски број, ако има нешто ќе те побараме. Нека кога би било Ќе те бараме, ќе те бараме. Добро вечер. Имате повеќе квалификација од што ми треба. На огласот пишуваше безработно искуство. Па и не изгледате за човек без искуство. Ова е комплимент? Ви благодарам, ми беше пријатно. Многу подобар. Последнава недела ја движам раката и од лактот. Ко ништо не било. Супер. Константин, готови ли се новите елаборати за безбедност? Девојката прв пат доаѓа на терен. Имам опрема во кабината да ја дадам да облечи чевли. Пушти ја. Најдобро се учи на собствените грешки. Следниот пат ќе дојде облечена како што треба. Ве разбрав. Значи од овој Што приш? Јаден си? Да, вечера френал се. Велијат девојко е една идиотска глупача. Ваа добра. Нека дојде. Врати ја. Мила? Добро вечер. Татко ти беше злато човек. Да го поштоеш татко ти. И да бидеш шарен човек како него ист. Повелата? Јас сум за огласот. За собарки. На трети спрат со лифтот пишува директор. Фала ви. Нема проблем. Ај се, иди му него гледај. Ти си маж, а бизнисот е машка работа. Господинот ја плати. Знам. И вие сега сакате да ја вратите назад, мислам, сакате да ви ги вратиме парите што господинот ги плати. Така е. Ќе морам да го прашам шефот. Не ви се допаѓа моделот? Сакате да ја замениме можеби за нешто друго, а? Не. Ве разбирам, апсолутно, само што ќе морам да ви земам провизија. Утре ќе дојдеш со здравствена книжка, ќе отвориме протокол, прашалник, ти треба да го пополниш. Пред да абортираш, ќе треба да одиш на советување. Таква е процедурата.
Ова ти е прв абортус, така? Како? Прв пат абортираш, не? А кој рече дека ќе абортирам? Тодор така рече. Супер. А мислев дека сте се договориле. Не. Во врска со мојот абортус не сме се договориле ништо. Тоа не значи дека Тодор не може да си го абортира мозокот што му е у глава и онака му е вишок. Ама девојко... Мила! 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 До кога мислите да ме држите овде? Никој не ве држи. Може да сидите кога сакате. Понекогаш само од себе може да дојде до зарастување на васкуларното ткиво на артеријата. Секое тело е приказно за себе. Реакциите се различни кај секој човек. За вашиот татко јас го правам само најдоброто. Разбирате, нели? Не си се прибрал со денови, децата прашуваат за тебе. Им кажав дека си на пат во странство. Доаѓаш дома пијан и со себе ја носиш и твојата курва. Курва е таа што добива пари за толен веш. Јас не сум курва, јас му родив 2 деца. И кој е крив за тоа? Не си требало. Ова е некоја фина кафана, тука не служат пијани гости. Еј, марш надвор, курво! Викај брза помош! Свирев, не ме виде, свирев! Викај брза помош, мајму недај! Викај брза помош! Те чекам. Се гледаме. Со тебе сум зборувала и попријатно од што си заслужувал, така да знаеш. Докторке, не треба помош? Се шегува, мајка ми. Тоа не е вистина. Мислам, знаете како е. Се во ред, ви благодарам. Но не психијатар, тие се малку. Остави од тоа ванилиците. Непроверени се. Од каде да знам? Може отров за глувците има ставено внатре. Ме се баваш, така? Кога зборам со него, имам чувство дека зборам со вас. Тоа е истите мисли, движењата со рацете, истиот поглед, истото присуство. Вие знам што сакате, секунда ми требаше да сватам дека кај господинот истите работи имаат исти значења. Фала ти. Нема на што, господине. Кај има нешто... We would like to welcome you. Не ми лафи ти за... Јас ке си зборувам по наше, по македонски. Братко, не мога да зборам много. Аеродроми, влакови, од Малечка ќе би... Домус Александри Магни. Јулије Цезар, да. Точно. А викат
Сите виктоти много пари давал. За тај што ја најде вртелешката 10.000 евра на удене и 10.000 евра на бракјана. Многу пари се уигра. Народо, целиот збуесен. Сите трчат на сите страни, неква вртелешка терат. Чинеш гробал Александар Македонски го терат. Писма, Пиленце, писма. Тие што ги пишувале од Македонија никогаш не стигнале таму каде што биле адресирани. А тој што им пишувал од странство, никогаш не ги добиле оние на кои биле адресирани тука во Македонија. Сте им го евале мамето, мамино на луѓево. Тоа да ти го каже тетка ти Данка. Ми се скати од тоа што се прави во оваа држава со луѓето. И ичне ми е гајле. Кој сака нека слуша, кај сакаат нека ме кодошат. Ова не престанува, уште трае. Ова е државна, нема концесии за неја. А од таа страна се приватни кори. Населаните од поменал. Го носев по кафани, му одев и дома. Де вака, де онака и ништо. Едва го измолив да дојде денеска да се сретне со тебе. Што да ти кажам? Окей. Ако е окей, окей е. Само, ја не знам дали сум спремен. Никој не се родил спремен. Мора да ми дадеш едно клуче после. Друг пат. Moram da odam. Ле, добра, ајде оди прво истушире се, тече вода од пијан. Извини, мамо. Ајде сега да направим една мала, многу мала плетенка. Може ли? Добре. Ајде. Чуда сепак се случуваат. Нели? Мајка Калина Поп Димитрова, татко непознат. Румена Сандевска е полномошник за Our Children корпорацијата која посредува со донации од Канада. А ти знаеш дека ова се коли на Sun Minerals? Да. Ти знаеш кој сум јас? Знам. Знаеш. И сега, што правиме, бе, мајстор? Крадеш мој коли без да прашаш. Што правиме сега? Јас сум само на работа. Жена имаш ли? Имам. Деца? Имам. Бричко, оди дома, бричко, побрзо, бе! Јас сум само службеник, дружи. Ти знаеш. Правам само возни редови. Распоредот иде од горе. Од дирекција. Знаеш кој што вози ова држава. Јас си го возам само оне што е моје. Риба од најштината ќе има. Барет. 2 порции. Или ќе заклучеше во соба со се децата. Што не направиш ти нешто? А? Татко си? Немаш друг син, нели? Камиони имаме. Нешто наши, нешто бугарски, грчки. Ама шо фајде кога нема кој да отовари кај Еленика Петрилеа? Ќе кажеш нешто паметно? Јас си давам отказ. Ари Гаджан, чиме таква прича,
Онда нека дојде цурата сама да не исприча. Нешто што се плаќа со пари. Тогаш нич да не правиме муаве. Ајде. Ајде идам да те соберам, па таман по пут ќе ми раскажеш за сите обврски и таман дур да стигнеме до клубот. Рачунај дека сите сме ги реши. Јулије Цезар го посетил гробот на Александар Македонски. Му се поклонил и рекол: дојдов во домот на Александар. Ке стигна ми неговата слава. Ама империјата ке ја задржам. Никој досега не успеал да ја задржи власта, обединувајќи го народот. Мораме да ги разединиме. Брат од брат, татко од син, мајка од керка. Со арм, а може и со неарм. Куршум или ортама. Наискрено, у ова приказна јас сум ко волу купус што се вели. А не е ова мој ресор. Ова е работа на службата. А таму знаеш како е сега. Се селјачишта. Немаме ни еден свој човек. Едино овој Борис Манев. Борис Манев е на реизбор. Виси на конец. Едино тој да се притисне. Вака е некако слепо. А ти реков ја и неќна шеф. Без девека ова е ќора работа. Требаше да го нападнеме Пандо Спанджиев пред 10 години. Шефе, дај да го средам ова на мој начин. Ке им наместам бело и железо. Ке ги плеснам инфлагранти. Ке ги објавам по вестници. Ке наместиме лажни сведоци. Па после, нека се докажуваат по судови. У меѓувреме, ке врземе неколку обвинители и чича, мича, готова е прича. А вака, со нашиве од службава, а ке се умешаат грци, германци, си еба мајката. Не заболе мене за државата на која шебам те мајката и ти, и твојата служба! Пако ајде таму тоа куферите и малото курвичи да се нацрташ за саат време кај мене! Тука работите може да искочат од контрола, бе! Мора да прекинам, сега сум на аеродром. Поздравче. Милана долу на пријавница. Нека се качи. Со предмети или со раце? Други повреди на други делови од телото? Немам ништо. Се е во ред, докторка. Ја! Ме прободавте, мислам, ово е... Само ве допрев. Како за? И да, имате повреда на реброто и на стомачната мускулатура. Треба да направиме резонанца. Да видиме дали има оштетување на некои органи или некои крварење. За пола саат ќе те се јавам кога да осимнеш. Пиштол! Докторката ве чека долу на магнетна резонанца. Жал ми е, но не можам да одам. Имам многу важна работа. Инаку, многу ми помогнавте. Благодарам. Пренесете и на докторката дека има раче ко терминатор. Ја почнам да касам, но? Ја осети коската ти се пријаде и се јаде на кучката. Ќе збориш ли да ти го скинам и носот? Жанко Гаврилски на прати. Скинам водата, така? Скинам. Готово е. Арсен Гаврилски ги подпиша превземањето. Утре идеме на берза, а до крајот на неделата ќе ги запишеме акциите на Сан Минералс. Одлично. Утре ќе стигне барање до Трговска банка. Управниот одбор ќе одлучува за преземање на кредитите на Петровил. Ќе има гласање. Ќе гласам за.
Љубен, ова е само живот. Жена, деца. Имам 2 деца, девојче и машка. Се роди пред некој месец. Во недела ќе го крстиме. Нека ти е жив и здрав. Голем да расте. Благодарам, господине. Да ви се врати. Што да ми се врати? Син. Браво. Периметар, обезбеден. Докази? Обезбедени. Мртви? Нема. Ранети? Тројца. Хајде. Добри сте. Секој добри. Ги знам сите до еден. 100 пати му кажав дека нешто се случува, ама го знаеш лајново. Не е важно сега тоа. Многу ми е драго што го размрда Копитово. Не знам како ти успеа, ама многу се радувам. Знам. Фала ти на поддршката. Па тогаш додам до лабораторија. Ајде. Споредбите се овде. Сакаш да почнем со локациите или сакаш сама да ги прегледаш? И очите твои пред мене се без тебе пусто е. Твоето име косенка ме следи. Отворете му ги портите на оној што сака да влезе во храмот Божи. Затоа што не сте вие подобар од оној што сака да се покае и да побара милост во храмот Божи. Не пијам. На работа. Штета за виново. Розета од лани е нешто најдобро што Арсен има направено во животот до сега, знаеш? Сигурно ти е тоа така. Таман ке научиш да правиш нешто како што треба, ке ти снема време за правење. Како се? Гадно. Јасно. Јасно. Каде да не си абортирал некогаш? Мила. Ника. Ова ме нервира уште повеќе. Тоа што си толку фин со мене ме вади од памет, бе. Што си ти некоја мајка Тереза?
Ако сакате некого до болка, тоа нема да боли. Ќе остане само љубов. Мајка Тереза. Мајка Тереза или го измисли ова сега? Мајка Тереза го има кажано тоа. Или може да го измислим, не знам. Кажи ми, дали работи телевизорот, дали има спорт клуб? Треба да гледаме на фудбал? Може би против като момш. Гледам фудбал. Жалам. Прими сочувства. Аха. Не знам дали ова има некаква врска со мене. Не знам што да направам. Опушти се, нема никаква врска со тебе или со него. Не е ова заради тоа што беше меѓу вас. Тука настанало некој хаос, се испокарале партнерите и банкротирала фирмата. Татко ми имал некои долгови, не можел да го издржи тоа и земал пиштол, си пукал у глава пред канцеларија, пред сите. Тоа. Држи се. И се? Ти, душо сиромашна, о, ти уко недоучена, бедо бедосана, о, ти, неволју и несреќо, заради која Достоевски, Фјодор Михајловиќ за кило круши што не вреди. Исо, остај ме. О, ти, робу на салами и кашкавали, како се дрзнуваш да ми се обраќаш? Пицко зојнарина, крузечко градина. Ај, за не се знам, јасно ми е. Тоа е работата, ама ти си едно човечко говно што себе со жената на партнерот. Заслужуваш да завршиш со прсту гъсна улица. Ќе му кажам се на Тодор. Имам фотографии како се држите за рака со неа. Марија, Тргни се. Марија, те молам. Завршивме. Знам се за трансакциите што си ги правил без мене. Без моја согласност и без мој подпис. Знам се. Ке? Пријави во полиција. Не заебавај. Тодор, ако најебиш ти, ќе најебам и јас. Ако се спасиш ти, ќе се спасам и јас. Готово е. Изгубивме се. Сметката ни е блокирана. Сите сметки ни се блокирани, нема повеќе ни уплати, нема повеќе ни исплати, нема трансакции, нема позајмици. Хотел Планета не е повеќе планета, а туку е сателит на Жанко Гаврилски, ете, тоа е. Жанко нема врска со ова. Ниту Жанко, ниту Арсен, драг мој Петре. Хотел Планета е продаден, бе, муфљус. Аш го нема. Како да не бил. Муж ти е пиен. У 12. Ти беше ламајзер. Теме јасно ли ти е? Од денеска ја превземам тука. Се! Епа тогаш на... Превземи го и ова. Шо е овде? Поздрави го татко ти, Арсе. И кажи му дека го чекам горе, во казанот кој врие со кодоши и лопови. Не умре, да знаеш. Ме прати стариот. И да ти имам прча да ти имам. Уште е жив, бе? Заборев да се представам, баш сум градско дете. Јас сум Жан. У град не знаат као Жанко. Син сум на Арсен. Арсен Гаврилски. Голем фраер сум. Кое сум сакал сум ја имал, кој сум сакал сум го имал, шо сум сакал сум имал.
Pola Македонија ми бацувале рака и ми праелевале. Сум можел на министер да му плукнам у чело. Ножно сум влагал у премиерски кабинет. Сум искал избори за председатели. Сум играл со власт, со пари, со моќ, со луѓе. И еден ден дојдовте вие, сладкарите, и ми го ебавте прашното. Па, посветена сум, исполнителна, комуникативна. Сакам да учам нови работи, старите не ги оставам недовршени. А и ми треба работа. Тука спаѓаат течностите и гасовите. И овие секако се многу поразлични од цврстите тела. Некој како мене треба во фабрика да работи. Зошто некој како тебе? Па дека немаме пари. Факултети и тие работи се за богати. Или за тие што се во партија. Секој е господар на својата судбина. Дейвид Ковердайл, Whitesnake. Тоа го имаш само во песните и на телевизија. Во денешно време што си поглуп, тоа подалеку ќе стигнеш. Ајде, јади си ја супата. Многу ми е мило. Одиме? Да, ајде. Убаво да си поминете. Исто и вие, момци. Ѓорги, домашното? Тато, немој да се нервираш за политика, окей? Окей! Молам? Окей. Тато зборува? Тато зборуваш? Окей! Помеѓувреме, оставете порака. Здраво, Тања. Јас сум. Татко ти. Само сакав да ве чујам. Мислев и да свратам, да ве видам. Тебе и децата. Ма тебе не ти доаѓа памет, а? Не бе, шефе, жи ми се. Сакаш да ти се заколам? У што? У најмилото. Например? Жи ми тебе. Зашто жими мене? Ти си ми најмилото у животот. Ти не си нормална. Ај, носите го. Скинам водата, така? Те скинам водата. Ќе видиме на фока. Шо пришма? Гледам како ми стои, шеф. Шо како ти стои? Како ми стои, ако мене ми направат споменик еден ден. А како тргнала работава со споменициве, не ме чуди еден ден и тебе да те стават на мост. Како те фрлам од него. Мој Каране. Гледаш ли како ќе дојат после тебе, а? Шо? Подобро викаш ке биде. Демек младите ќе оправат работата. Што знам да ти кажам? Ти си знаеш, голем си. Шефе, А? збореше со споменикот? Кој? Ја? Ти, шефе? Убаво те бил. Што ти реков ја тебе, кој ќе се најдеш на место кај што не треба да бидеш? Од не слушнав, не видов и не знам нема поарно. Мој Каране. Нема да биде подобро. Гледаш, стои таму пред споменикот на Персеј и ништо не разбира. Персеј се кренал на бунт против Римската империја и не рекол не видов, не чув и не знам. Мој Каране. И гледаш младиве денес, а? Слушаат, ништо не може да чујат. Гледаат, ништо не може да видат. Зборат, ништо не кажуваат. Нема да биде подобро, мој Каране. Нема. Сега стој тука и гледај какви токмаци си направил.
Ако не ти е срам. Во домот имаше деца оставени од љубовници на офицери од ЈНА. Се сретнале, ги направиле, ги родиле, ги оставиле во домот. Толку. Не знаев дека мајка ми ќе биде. Те барав со години. Сум те изгледала. Сум те изучила. Сум ти се нарадувала. Сум ти израснала. Без да знам дека тоа си ти. И без ти да знаеш дека тоа сум јас. Сум те гледала како мој. Ти си бил мој бечеда мајкино. Знам дека мислите дека се тоа не е вистина. Дека ќе се разбудите и ќе си кажете дека се тоа било само сон. Жалам, господине, но ова е вашиот живот, вашиот нов живот. Добар или лош, јас тоа не знам, тоа вие треба да си го решите. Знаете што? Јас бев на 2 ваши семинари за заштита од шпекулативни фондови. Во Копар првиот пат, а потоа во Белград. Таму во Белград беше лудо. Вие го предвидовте бартерот на Русија и Кина. Во кулуарите беа шокирани. 6 месеци подоцна всушност и се случија трансакциите. И јас кога прочитав за тоа во Handelsblad, веднаш му јавив на господинот и всушност тој тогаш прв пат се запозна со вас и со вашата работа. Ете тоа е. Само почнав малку да се плашам за него. Од што се плашите? Страв ми е да не го загубам. Уште е избавлив. Од тоа се плашам. Никогаш не сум чувствувал страв, сомневање, нерешителност. Секогаш сум носел одлуки и сум се соочувал со последиците. Но сега ми е страв. Страв ми е и да помислам. Се плашам од собствените мисли. Извини, Константин. Не би требало да збориме вакви работи на глас. Господин Александар, се радувам на ова. На кое? На ова што пред малку го кажавте. Знам дека ништо нема да помогне ако кажам дека се ќе биде во ред, но се ќе биде во ред. Знаете зошто? Не. Затоа што Дамјан е ист како вас. Ко да ви е син, а не внук. Мисли дека е мртов. Мисли дека е заборавено. Мисли дека е одвеено. Дека е стара рќа. Прашинка. Скршено барде. Пувеш угаќи. Мислев дека никогаш нема да се врати. Александар Пандоспанџиев. Ти си следниот. Тоа не е твој проблем, господине доктор Пандоспанџиев. Моите лични работи си се мои лични работи. Сакате да ви зборувам на латински да ви одговорам за да ме разберете, а? Ако не си заминеш сега, нема да можеш никогаш да си отидеш. И тогаш кога ќе сакаш ти да си заминеш, нема да можеш. Послушај, мајка ти, Дамјан. Јас те сакам. И не можам да те дадам на Пандоспанџиеви. Не можам да те дадам на нив. Те молам, Дамјан, оди си. Оди си додека не е предоцна. Оди си. Вера,
Ти знаеш дека јас тебе многу те сакам. Многу. Само, мамо, погледни ме. Ова може би е последен пат да ме гледаш. Чао, мама. Што ме гледаш така? Не знам од каде да почнам. Супер. Тогаш почни од почеток. Здраво, јас сум Дамјанче. Имам 8 годинки. Пред 10 дена дојдов тука во Скопје. Со мама и со тато излеговме да го прошетаме градот. Ама на площадот ги изгубив. Или тие ме изгубија мене. Ве молам, помогнете ми да ги најдам. Секојаш си ваква? Каква? Откачена директнака. Тоа денес не ми е некој квалитет. Ама не дојавме да збориме тука за мене, нели? Срцето ми плаче од среќа, а треперам од страв дека ќе се случи нешто. Не знам што, ама ќе се случи нешто многу гадно и нешто многу страшно. Се плашам. Се плашам да заспијам навечер, страв ми е. Чувствувам дека ќе се случи нешто многу страшно. Задоцнив, Ниче. Задоцнив кога му требав најмногу. И никогаш нема да можем да си го простам тоа. Фала ти. За прекрасната внука што си ми ја родила. И за силниот внук што си го израснала. Фала ти, Ника. Фала ти. Ти си победата во ова семејство. Вера беше лом што остана сама. Ама пак знаеше дека само така ќе го сочува Дамјан. И потоа се случи она со собраќајката пред 1 година. Дамјан не можеше да се смири. Мислеше дека е негова вина што ги изгуби Аленка и малата Ника. Ние овде пукнавме. Се убивме од плачење со Вера. Едва и се присобравме. А Мила липаше со месеци. Вера е психолог, таа е силна жена. И наместо ние да ја крепиме неза, таа не крепеше нас. И мене и Мила. А ти? Че ти од сега, од овој момент, не сакам да излегуваш од оваа куќа без јас да знам. Не, добро, не ме интересира никакво добро. Значи, не сакам да има ни кафиња, ни другарки, ни проби, ни театар, ни представи, ни кастинзи. Ништо не ме интересира, јасно? И ако излегуваш, ќе знам јас и ќе излегуваш со некој од луѓето на Чича. И точка! Крај! За ова прашање не сакам веќе никаква дискусија, јасно? Крај! Готово. Не, општо ми беше прашањето реторичко. Што е ова? Досие. Писмена сум. Читам досие на Ника Пандоспанџиева. Какво е ова досие? Полициско. Ника има полициско досие? Мамо, што знаеш ти за ова? Се. Знам се. Добро бе, има некој нормален у оваа фамилија, а? Има ли нешто што не е факинг заебано со некого у некое време? Има? Веројатно не. А да немам и јас досие? Веројатно да. Па ајде тогаш да почнеме со досијата. Едно по едно. Нека е зарно.
ти сакаш да ми кажеш дека татко ми, професор Љубослав Таневски, познат писател, поет, академик, уствари работел за тајните служби и бил нешто како шпион кој те кодошал тебе. Така? Тоа сакаш да ми го кажеш? Да. Те кодошал тебе? Да. Супер. Еве. До тука ми е јасно. А што тоа си правела ти против државата за тој да те кодоши? Ништо. Епа. Луѓе, вие гледате ли филмови? Кај е мотивот? Спроти мене. Молам? Седи наспроти мене. Не те разбирам. Ти. Мотивот за Љубо да го направи тоа што го направи си ти. Службите му ветиле ако ми се приближи, ако му станам девојка и ако ми направи бебе, за возврат ќе му печатат книги, песни, романи. Ќе го магистрираат, докторираат, ќе го направат професор. Познат и признат уметник во Македонија. Ќе го создадат другарот Љубослав Таневски, поет, писател, академик. Сето тоа само ако ми направи копиле и ме остави. Ништо повеќе, ништо полесно, ништо поедноставно. 1 година лаги и измами, наспроти цел еден живот исполнет со слава и успеси. Мила? Мила! Не ми се оди. Не ми се мрда од овде. Проблемот во тоа е што мене овде ми е убаво. Мислев дека го немам пасошот и документите и затоа сум тука. Ама не. Мислев дека штом ќе го добијам тој пасош, ќе го земам првиот авион и ќе летнам некаде далеку, било каде, само да се мавнам. Ама не. Наеднаш како сите вас да ве најдов, а бевте исчезнати. Наше е само тоа што го имаме, така, само тоа. А тоа е земја, вода, воздух, сонце. Ама, кој да те слушне, кој да те распере? Ме побара во една фирма да направам евалуација на кредит. Откако завршив со работа, ми велат професори да се договориме околу хонорарот. Гледам подрумите полни со вино. Велам, деца, ајде да не ве шетам таму вамо. Ќе ми дадете еден картон со вино и готова завршена работа. Утре дента ми донесоа 3. Еве, остана уште неколку шишиња. Чекайте, професоре, вие и ракија, водка, виски, вино... Не прашувај кој сум, но каков ќе бидам. Пијам и вино, и ракија, и виски, и водка, пушам цигари, јадам љуто, се што сум пропуштил во животот, некако да надокнадиме. Да. Дамјан Пандоспанџиев. Да си ми здрав, жив и вековит. Добре дошол. Добре најдов. Имаш право да се лутиш. Мене да ми се лутиш, мене најмногу. Што и да кажеш, за се ќе бидеш во право, но ништо нема да се промени. Ништо нема да се промени. Како тоа мислите, ништо нема да се промени? Мене животот ми се промени. Јасно ви е тоа, разбирате? Разбирам. Јас се разбирам.
Но најпосле и ти треба да разбереш. Тие не сакаа да останеш овде. Тие беа против тебе. Ако те задржавме како демонстратор, што од тоа на што требаше да се надеваш иден асистент, може би професор еден ден. И што од тоа, дали ме разбираш? Не. Не. Мислам да. Некои работи ми се јасни, ама некои работи не ми се јасни. Не ми е јасно кој, зошто и што имал против мене. Сите беа против тебе. Целиот наставен совет, сите беа против тебе. И на крајот јас исто така бев против тебе. Зошто? Зошто? Па како да речам, наводно, заради твојата магистарска теза, ти директно го нападна тогашниот начин на приватизација, ги нападна најмотните директори на познати фирми, на познати предпријатија кои ги купуваа во тој временски период. За сето тоа си имаше изградено став, мислење. Да не се ровари, да не се чепка, да не се отвара таа тема, но да се држиме до тој така наречен тогашен модел на приватизација. Ете, тоа беше изговор. Но за сето тоа постоеше еден човек, моќен човек, директор на позната фирма, која подоцна ја купи, знаеме како и на кој начин ја купи. И сето тоа се нарече приватизација, дали ме разбираш? Приватизација. Добро, кој е тој човек? Мене богатството не ме интересира. А богатството не може да биде греф, ако човек знае и умее да управува со него. Еве да те подсетам на некои твои зборови кои ги имаш кажано во твојата магистратура. Богатството е одговорност со кое мора да се соочиме и да управуваме на најдобар начин за своje лично и општо добро. Лично и општо добро. Тоа се твои зборови кажани во твојата магистратура. Да, така. Како што веќе е кажано, Севишниот Господ Бог ги реди работите можеби не така како што ние посакуваме, но така како што треба да бидат. Немој да го забораваш тоа. You can do it. Пина! 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 Еј.